Победа на ВМРО ДПМН е со 51 мандат за 12-тиот собраниски состав на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија освои 49 пратенички места. Излезноста достигна 66,79%, односно гласале 1.119.521 македонски државјанин со право на глас. ВМРО ДПМН има 454.000 гласови или 38,14%, додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија околу 436.000 или 36,65%. Останатите мандати во законодавниот дом се прераспределуваат меѓу ДУИ, БЕСА, Алијанса на албанците и ДПА. Првичните резултати од превремените избори за пратеници во Собрание на Република Македонија одржани на 11 декември 2016 година и тоа врз основа на оригиналните записници за сумирање и утврдување на резултатите кои ги примавме во текот на денешниот ден, како и по првично извршената симулација на првичните резултати од страна на Државната изборна комисија. Распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и БЕСА 5 мандати. Во првата изборна единица СДСМ освои 10, ВМРО 8, БЕСА 1, ДУИ 1 мандат. Во втората изборна единица ВМРО 9, СДСМ 8, ДУИ 2, БЕСА 1. Во третата изборна единица ВМРО 11, СДСМ 9. Во четвртата изборна единица ВМРО освои 10 мандати, СДСМ исто така 10. Во петтата изборна единица СДСМ 9, ВМРО ДПМН е 9, Алијанса на албанците 1, ДУИ исто така 1. Во шестата изборна единица ДУИ освои 6 мандати, ВМРО ДПМН е 4, СДСМ 3, БЕСА 3, Алијанса за албанците 2 и ДПА 2 мандати. Подносителите на листи на мандати имаат право да поднесат приговори до Државната изборна комисија за постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, односно 48 часа по објавувањето на првичните резултати. Рокот за поднесување на приговори за постапката за сумирање и утврдување на резултатите истекува во среда во 3 часот наутро. ДИК е должна во рок од 48 часа по приемот на секој приговор да донесе одлука по истиот. Против одлуката на ДИК, подносителот на приговорот може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа. За неважичките гласови од Државната изборна комисија информираат дека се уште за нив се собираат извештаите кои наскоро ќе бидат достапни за јавноста. Сепак неважичкото ливче е став на гласачите, а не на изборните комисии, дополни од Државната изборна комисија, откаде исто така информираат дека го очекуваат финалниот извештај на ОПСЕ за да утврдат на кој начин може да се подобри работењето на општинските комисии и на избирачките одбори.